Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Штипска апелација се уште одлучува по жалбите за притворот на поранешните градоначалници. СДСМ и ДУИ бараат анкетна комисија за трагедијата во Кочани. Секоја општина со свој барања како се вршат проверките за безбедност на стамбените згради. Не знам дали проверија овластените лица, но јас што проверив недостасуваат овие цревата. Ретко во која зграда може да се најде и такво нешто. Нема да се затвораат училиште и градинки, пропусти има, но децата се безбедни, уверуваат надлежните. Уште 9 од повредените во Кочани одат на домашно лекување, 8 од странство денеска се враќаат дома. Насилникот објавен на социјалните мрежи заработил кривична пријава за телесна повреда. Жртвата одбила да покрене постапка. Институциите тврдат дека немаат законски начин за гонење. 5 години Македонија во НАТО, благодарност за помошта од сојузниците. Најавените царини на Трамп ги урна акциите на автомобилските гиганти. Во тема на денот вечерва за мобилизацијата на здравствениот систем, но и за лекувањето на повредените од трагедијата во Кочани, разговараме со доктор Срцева, анестезиолог и директор на Тоарилуц. Останете со нас, почнуваме веднаш. Апелациониот суд во Штип се уште одлучува по жалбите на обвинителството за мерката куќен притвор, која ја добија двајцата поранешни градоначалници на Кочани. Најавите се дека информацијата ќе биде објавена утре. Во моментов 21 од осомничените се во притвор во постапката за трагедијата во Кочани. Апелациониот суд во Штип утре ќе одлучува дали двајцата поранешни градоначалници на Кочани кои се под истрага за пожарот во дискотеката ќе се вратат во притвор. Николчо Илиевски и Радко Димитровски од вчера се во домашен притвор откако судот во Кочани ги прифати нивните жалби за укинување на ефективниот притвор. Според одлуката, судот им ги одзели патните исправи, а добиле и забрана за нивно издавање. Но со таквата одлука не се согласило јавното обвинителство, па поднело жалба со која бара да се вратат во притвор. Дали ќе биде прифатена, ќе одлучува Штипскиот апелационен суд. Обвинителството не се противело за укинување на притворот единствено за поранешната директорка на Државниот пазарен инспекторат Анета Симеска Димовска, па таа од вчера е во домашен притвор. За трагедијата во Кочани под истрага се вкупно 27 лица за кои обвинителството има основано сомневање за сторено кривично дело тешки дела против општата сигурност. Откако за сите беше одреден притвор, жалба за укинување и замена со поблаги мерки за обезбедување поднеле 22 лица. Судот таквите барања ги отфрлил за 19 лица, па сите остануваат во истражните затвори во Скопје и Куманово. Со истрагата се опфатени и 7 полициски службеници од Штип и Кочани, кои според обвинителството одобриле лиценца за кабаре, иако објектот не ги исполнувал условите. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Се договорија да не ја злоупотребуваат собраниската говорница и да не работат собраниските тела, ама партиските се постојано активни. Опозицијата бара истрагата за трагедијата во Кочани да се разгледува и во собранието преку анкетна комисија. Оти се сомневале во постапката која ја води власта и истражните органи. Опозицијските СДСМ и ДУИ бараат истрагата за ужасната трагедија во Кочани да се префрли во собранието, бидејќи не се задоволни како тоа го правеле истражните органи, кои велат дека работеле по налог на владата и Мицкоски и затоа преку неутрален терен, како парламентот, бараат да се лоцира вистинската одговорност за случајот кој требало да опфати актуелни функционери. Пред законот мора сите да бидат еднакви и од особен интерес на сите граѓани е истрагите кои што се спроведуваат во врска со оваа најстрашна трагедија да покажат веродостојни, автентични резултати за тоа што навистина се случувало и да се лоцираат одговорните. Кога обвинителот од неподобен станува подобен, а истрагата ги допира само оние од минатото, тогаш е јасно дека неселективна правда не може да се очекува. Партијата на Ахмети оди чекор понапред, па иницијативата за да се формира посебно собраниско тело за Кочани веќе ја доставува во парламентот. Бараат и меѓународно присуство.
Оваа комисија треба да се формира веднаш и да вклучи представници на ОПСЕ, како и представници на амбасадите на САД, ЕУ и земји членки на Европската Унија во својство на наблюдувачи со цел да се обезбеди фер, независен и транспарентен истражен процес. Неодговорноста или политизацијата на правдата за тесно партиски цели не ги загрозува само основните права на граѓаните, туку и демократската стабилност и европската перспектива на земјата. Од власта пак велат истрагата не е селективна, државниот обвинител е избран токму од претходната власт на СДСМ Индуј. Да ги почекаме иницијативите да дојдат во собрание и ќе дадеме соодветно мислење и толкување. Од аспект на селективноста не може да се сложиме затоа што на очиглед на целата јавност е дека за прв пат при еден ваков голем трагичен настан во Република Македонија се апсат високи функционери од сите политички гарнитури и тоа не може да се скрие. Меѓутоа, она што не зачудува е фактот што токму СДС и ДУИ се оние кои што го избра ова јавно обвинителство, овие јавни обвинители имаат доверба кога ги бира, за сега одеднаш да немаат доверба во оно јавно обвинителство кое што тие го избрале и тие го создале. Анкетните комисии и работни тела се формираат со одлука на собранието за извршување на посебни задачи, но често завршуваат само како политичка дебата. Следната анкетна комисија е она која се формираше лани за случајот онкологија. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Секоја општина со свој барања до заедниците на станари и управителите. Наместо инспекција на терен се одлучиле налик на лиценците писмено да бараат од секоја зграда да ги информира за состојбата на хидрантите, противпожарните апарати и деловите за евакуација. Граѓаните со различни мислења во зависност од состојбата на зградата во која живеат. Претседателот на ЗЕЛС вели дека немало доволно инспектори за да се оди од зграда во зграда. Даниел Василев беше на терен. Дали постои каква е исправноста на хидрантската мрежа? Дали хидрантите поседуваат вентили и црева? Дали објектите поседуваат противпожарни апарати? Дали противпожарните скали се проодни? Вакви прашалници осамнаа на влезовите во зградите низ Скопје. Општините бараат податоци од куќните совети и управителите на зградите за да се направи мапирање на противпожарните системи во објектите за колективно домување. Граѓаните велат, ретко каде има функционален противпожарен систем. Проверивте ли? Па не знам дали проверија овластените лица, но јас што проверив недостасуваат овие цревата. Така, немате црева? Немаме. Во зградата, таму кај што живеев, имаше црева, овие хидранти, све, сега нема. Ретко во која зграда може да се најде и такво нешто. Знаете ли во вашата зграда каква е состојбата? Имате ли хидрантска мрежа? Ја мислам да има. Има? Да. А функционална ли е? Имате ли црева? Да, ја мислам имам. Ваква хидрантска мрежа треба да има во секоја зграда. Тука конкретно нема црево. Сега Дирекцијата за заштита и спасување во соработка со општините ќе мора да ги провери сите згради дали се почитуваат противпожарните стандарди. Но проблемот е што нема унифициран метод на проверка. Начинот на проверка се разликува од општина до општина. Некаде инспектори сами излегуваат на терен за да ја утврдат фактичката состојба. Општините кои немаат доволно капацитети тоа го прават преку куќните совети и управителите. Им наложиле тие да направат теренска проверка и податоците да им ги достават на општините. Првиот човек на ЗЕЛС очекува заедницата до крајот на неделата да ги добие податоците од сите општини. На тие запинци треба сите релевантни оние кои што учествувале во процесот на теренските нагласувам проверки да се подпишат и тоа да биде проследено до ЗЕЛС и тоа ќе може да ви го пратиме во увид и на вас на сите медиуми. Меѓутоа, општините кубурат со инспектори. Во меѓувреме, општините кои немаат инспектори се снаоѓаат како знаат и умеат, а тоа главно оди во договор со некоја од соседните општини. Она што би значило исполнување на минималните услови за да може секоја општина да постапува е некаде бројка од 40 инспектори кои што треба во наредниот период да ги примат општините. Го бајпасираме тој момент, разговаравме за тоа како колеги, колегијално дека мора да се направат контроли секаде и тука сите ќе си помогнеме. А во наредниот период ќе се потрудиме да и во секоја општина биде вработен соодветен инспектор.
Дирекцијата за заштита и спасување е институцијата која практично ќе го има последниот збор бидејќи хидрантските мрежи се под нивна надлежност. По нивна контрола, досега забрана за користење добија повеќе од 20 објекти, од кои еден е државен, Народниот театар Војдан Чернодрински во Прилеп. Даниел Василев, Сител телевизија. Училишта и градинки нема да се затвораат, иако има утврдено неправилности, додека се работи на нивно отстранување, надлежните уверуваат дека нема ризик по безбедноста за децата. Покрај во училиштата, студентите бараат да се провери безбедноста и во студентските домови и на факултетите. Нема да се затворат ниту градинки, ниту основни и средни училишта. Ванредните контроли кои се спроведуваат по пожарот во Кочани досега покажале дека најголемиот дел од воспитно-образовните институции се опремени со противпожарна опрема, но сепак има проблеми во училиштата во внатрешноста. Некои немаат ПП апарати, други да имаат не биле редовно одржувани. Се наоѓа противпожарна опрема во сите училишта, меѓутоа кај некои училишта во главно во внатрешноста на земјата се случува тие апарати треба еднаш годишно да се проверат, да не биле проверени во текот на годината, па ќе се допроверат, треба да се проверат и цревата, дали се на соодветното место и дали се исправни. На помош доаѓа и стручноста од германската амбасада. Прво ќе се едуцираат наставници како да се однесуваат во случај на пожар, земјотрес или друга вонредна ситуација. Потоа преку надоградба на образовните програми следуваат и вежби за евакуација со учениците. По фаталната несреќа во дискотеката Пулс, алармот го вклучуваат и студентите. Бараат службите да ги проверат сите студентски домови, но и сите факултети, дали имаат доволен број на ПП апарати, функционални хидрантски мрежи и соодветни планови за евакуација. Од студентскиот дом Пелагонија и студентскиот дом Гоце Делчев добивме одговор веќе дека се прават такви дека се направени такви проверки, дека се е во ред во однос на безбедноста и во рамки на зградата на ректоратот од единиците на универзитетот. Се уште немаме добиен одговор, вчера го испратевме барањето и чекаме одговор од студентскиот дом Сеники. Меѓу барањата се организирање на евакуација на студентите најмалку еднаш во текот на академската година со цел подигнување на свеста и подготвеноста во случај на евентуална опасност. Габриела Лескова, Сител телевизија. Последниот брифинг на здравствените власти открива дека уште 9 од повредените во Кочани од денеска се на домашно лекување, 8 од оние кои се лекуваа во странство денеска се враќаат во земјава. Бројот на критични се уште останува 4. Лекарите апелираат до оние кои се лекуваат дома да внимаваат какви средства користат на раните. 4 пациенти од трагедијата во Кочани кои се на лекување во странски медицински центри се уште се во критична состојба. Но како што велат здравствените власти, малку подобри од вчера. 8 па кои 10 дена беа во болници во Хрватска, Австрија, Белгија и Турција. Денеска ги враќаат во земјата. На домашно лекување заминуваат и 9 повредени кои беа хоспитализирани во македонските здравствени установи, по претходно направени токсиколошки и психолошки анализи. Веќе се повеќе добиваме податоци за пациенти кои што се екстубираат, се пренесуваат за лекување во оделенија, за пациенти кои што следите денови ќе се оперираат генерално од пластични хирурзи. Повеќе од 50 пациенти веќе се на домашно лекување и наместо на 2-3 дена да доаѓаат за превраски во Скопје. Тимови од лекари ќе одат во Кочани. Вчера веќе направиле увид во Кочанската болница и утврдиле дека услови има, но нема доволно кадар и материјали. Затоа, освен повеќе тимови, ќе носат и се што треба за превраска. Пластичните хирурзи со апели за препаратите за изгореници кои се нудат по социјалните мрежи. Вчера некој ми подспомна дека има некои мелеми кои што се продаваат на социјалните мрежи. Значи, не знаеме од какво потекло се и дали се тие стерилни или не се стерилни. Да апелирам затоа и со Министерството за здравство се овие групи и на доктори тимови кои што ќе ги праќаме, кои што ќе одат во Кочани за да можат тие пациенти сите да се третираат во стерилни услови со материјали кои што се стерилни, за да може тие инфекции да ги намалиме и да ги сведеме на минимум. По денешните исписи на медицински третман во македонските болници остануваат 15 пациенти и 100 во странски медицински центри. Сања Димитровска, Сител телевизија.
За мобилизацијата на здравствениот систем и лекувањето на повредените од кочани во тема на денот, колегата Александар Динев разговара со доктор Срцева, анестезиолог и директорка на клиниката за травматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар. За повредените во големата трагедија и пожарот во клубот во Кочани во тема на денот во Дневникот на Сител разговараме со професор доктор Марија Јовановски Срцева, директор на Тоариолуц, травматологија, ортопедија, анестезија, реанимација и ургентен центар. Професор Срцева, кога беа примени првите повредени во ургентниот центар, какви повреди има и колкумина од нив беа во живото загрозувачка состојба? Вака, првин, она што морам да го кажам, дека сите пациенти кои што беа примени на хируршките клиники во комплексот Мајка Тереза помина низ ургентниот центар при Тоариолуц. Иницијално во раните утрински часови го добивме повикот за немилиот настан, беа мобилизирани сите можни екипи кои што беа на терен со цел да се даде добра и адекватна нега на сите повредени пациенти. Во таа триажа се изведуваше и симултано и се изведуваше и во етапи, а главниот фокус беше првенствено да се даде помош на оние кои што имаат потешки повреди и кои што имаат животозагрозувачки повреди од самата несреќа. Низ ургентниот центар поминаа повеќе од 70 повредени пациенти. Ја споменавте и триажата. Како се одлучувавте првично кој пациент во која установа, односно клиника, првично ќе биде прифатен? Вака, како што реков, триажата се изведуваше симултано, меѓутоа ќе пробам да објаснам етапно за да може да биде сватена на поедноставен начин. Именно утрината, како што реков, дека беа екипирани, мобилизирани екипи, беа мобилизирани 3 екипи кои беа ставени стационирани во ургентниот центар, во чиј состав легуваше анестезиолог специјалист, специјализант, пластичен хирург и травматолог. Според индикацијата, според состојбата, пределот на изгореници, типот на изгореници и стабилноста на пациентите, иницијално пациентите беа триажирани првенствено кон карил, понатаму кон пластика и кон дечија хирургија. На дечија хирургија беа стационирани повторно анестезиолози кои што водеа сметка заедно со хирурзите. На клиниката за карил имаше екипирано, односно мобилизирано екипа од 4 специјалисти, 8 специјализанти, двајца болничари и едно техничко лице, кои што на лице место ги дадоа иницијалните потреби за примарна ресуситација и справување според стандардите на сите пациенти кои што влегуваат во интензивно лекување. Паралелно со ова, уште 2 анестезиолога поминуваа кон клиниката за пластична хирургија, каде што се евидентираше каква е состојбата на тие пациенти и повторно во колку се предвидуваше дека може да влоши некој пациент и да има ризик од било какво влошување, беа повторно пренесувани кон клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување. На самата клиника на Карил и на другите клиники се формираа мултидисциплинарни тимови кои вклучува и очен лекар и ОРЛ за да помогнат во дополнително проследување и дијагностицирање на пациентите. Тука морам да дадам една огромна благодарност до сите екипи кои покажа невидена пожртвуваност, хуманост, професионалност во борбата за секој еден живот, а посебно морам да дадам благодарност до екипите од клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување. Тоа се луѓе со кои што јас секојдневно работам и кои што буквално ги пуштија своето срце на земја за да може да се справат со овие пациенти. За ова добивте и позитивни коментари од врвни светски експерти токму при вакви ситуации. Меѓутоа, во неделата попладне се јави потреба од транспорт на пациенти во реномирани странски центри кои третираат токму ваков тип на повреди. Како одлучувавте кој пациент во која држава ќе биде испратен?
Вака, првенствено податокот кој што вие го дадовте дека низ клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување помина над 70, помина 68 пациенти беа примени. Меѓутоа мора да се свати дека во таа триажа тие пациенти не беа сите во исто место благодарение на етапноста која постигнувавме. Триажата ја вршија и голема благодарност исто до триажата ја вршија и големите други центри како што се ГОП 8 септември и Свети Наум Охридски. А овие пациенти кои што беа во Карил и во клиничкиот центар практично не беше на 17 него на 16 се тргна кон транспортирање некаде во предпладневните часови. Првенствено транспортирањето беше кон земјите од регионот, а понатаму од сите други земји кои што понудија, односно не излегува во пресред. Одлуката за кои пациенти ќе одат, како ќе одат и што се донесуваше по индикација, по критичност, по итност на пациентите и сето тоа во согласност со моменталната состојба на сите центри кои што можат и какви пациенти и какав е бројот на тие центри кои што можат да ги примат тие пациенти. Секој пациент кој што беше транспортиран во координација, како што рековме во сите болници, не беа транспортирани пациенти само од Карил, со сите болници, заедно со кризниот штаб, заедно со Министерството за надворешни работи, Министерството за внатрешни работи и секако брзата помош. Сите екипи беа препратени кои што ги транспортираа пациентите, дали до аеродром, дали до местото, беа проследени со анестезиолог и анестетичари. Голема благодарност и до приватните болници кои покрај лекувањето што дадоа своји екипи во транспортот на овие пациенти. И 10 дена по големата несреќа слушаме дека има понатаму во критична состојба неколкумина од тешко повредените, но слушаме и критични, а стабилни. Што значи критичен пациент, а што значи критичен, а стабилен пациент? Вака, за жал на ние лекарите некогаш имаме и многу неблагодарна функција. Неблагодарна улога во која што мораме да карактеризираме или да предвидуваме некои состојби кои што се променливи, кои што не се факт тест во моментот, меѓутоа може да бидат променети. Од друга страна, во медицината 1 не е секогаш 2. Она кој што можам да го насочам е дека лекарите од странство, заедно и оние лекарите кои што се во Македонија, ги даваат своите максимални напори во спасување на секој еден живот и во подобрување на состојбата на сите пациенти. И сметам дека оваа борба ќе биде изборена. Меѓутоа, се останува првен фактор време, понатаму фактор на одредени состојби кои што доведуваат до тоа. Ако ме прашувате во однос на литературата објаснува неколку делови. Значи, кога се зборува за критичен пациент, пред се смета во главно пациент кој што има, на кој што некој од виталните знаци има промени во тие витални знаци. Под витални знаци ги сваќаме состојбата на кардиоваскуларниот систем, состојбата на респираторниот систем, на уролошкиот, значи диурезата, понатаму дали пациентот на механичка вентилација, дали пациентот има некои биохемиски лаборатории, односно биохемиски пореметувања во лабораториите, дали пациентот има потреба од дополнителни вазоактивни материи кои што му помагаат или на одреден орган или на одредена состојба, дали има инфекции, многу други работи. Генерално, таксономијата кога се зборува за критичен, се смета критичен пациент кој што е во единицата на интензивно лекување, се користи таксономијата стабилен, се смета дека нема влошување на состојбата од претходно.
Треба сите овие параметри кои ги споменавте да бидат добри за да може да се каже дека еден пациент е излезен од животозагрозувачка состојба. Знаете како, повторно е многу неблагодарно да зборуваме животозагрозувачка и критична состојба. Едноставно како зборуваме животозагрозувачка состојба е секоја состојба и животот е животозагрозувачки. Денеска сме тука, не знаеме утре што ќе ни се случи. И во таа насока не би преюдицирала или би кажувала дека точно кои параметри укажуваат на тоа дали е животозагрозувачка состојба. Во главном ако постои барем еден параметар кој што нешто не е во никоја референтна граница, се зборува за критичен болен. А секој болен кога ќе влезе во интензивно лекување е и со одреден тип на травма е пациент кој што е критичен. Веќе почна да пристигнуваат и првите пациенти, добри информации во подобрена состојба кои беа испратени надвор на лекување во странски центри. Какви се вашите медицински очекувања во однос на враќањето на повредените? Благодарност за сите екипи од странство, за сите екипи тука кои што со надчовечни напори почнавме и веќе да ги гледаме првите резултати дека пациентите се враќаат во добра општа состојба. Ако ме прашувате од медицински аспект, пациентите кои што беа хоспитализирани во болниците беа со опекотини, со комбинирана повреда која што вклучува опекотина изгоретина, која што вклучува опекотина на дишниот пат. Во главном го се смета дека има опекотина на лицето и на вратата, се смета дека има опекотина и на дишниот пат, или беа само изолирани или комбинирани од двете. По медицинско гледање, практично пациентите кои беа последни испратени кон странство беа пациенти кои што имаа изолиран тип на повреда, односно кои што генерално беа или инхалациони, кои што според текот на времето во кој што се дава кислород и се дава терапија, би требало најпрви да се вратат, понатаму би доаѓале пациентите кои што имаат мал процент, значи на изгоретини, па комбинираните и на крај би биле оние кои што се комбинирани со многу поголем процент кои што излегле од интензивното лекување. Како понатаму ќе бидат третирани, односно лекувани и рехабилитирани сите овие пациенти? Сите пациенти кои што беа испраќани во странство, првенствено им беше направена епикриза во однос на во кој центар оди и колку тој може да прифати. За враќање се користат повторно истите протоколи, значи протоколите се во обратна насока и се обавестуваат надлежните институции за кои пациенти се во планирање за да може да се примат. При тоа се формирани екипи од мултидисциплинарен аспект во кој учествуваат анестезиолог, пулмолог, офталмолог, орал специјалист, психијатар, може некој токсиколог, кои што ќе ги примаат пациентите во зависност од тоа од каде е излезено и каде треба да се прими пациентот и понатаму ќе ги проследуваат. Што научивме од оваа трагедија? Оно што научивме дека човекот од човечки аспект дека човекот никогаш не знае што носи утрето. Научивме дека потенцијал на медицински потенцијал имаме огромен, дека имаме и можеме сите да сме заедно сплотени во терапијата, односно во давање на помош кон пациентите и да функционираме како една. Ви благодарам за разговорот во тема на денот. Благодарам. Насилникот објавен на социјалните мрежи заработил кривична пријава за телесна повреда. Жртвата одбила да покрене постапка. Институциите тврдат дека немаат законски начин за гонење. 5 години Македонија во НАТО. Благодарност за помошта од сојузниците.
35-годишниот насилник од Радовиш, кој беше објавен во видео на социјалните мрежи, заработил кривична пријава за телесна повреда. Според информациите од МВР и јавното обвинителство, жртвата одбила да покрене постапка. Институциите тврдат дека во ваква состојба нема законски начин за постапка. Случај со насилство врз жена во Радовиш ја крена јавноста на нозе. Едно лице во живо на TikTok ја тепа сопругата. Насилникот бил пријавен во полиција од мајката на жртвата. Се работи за видео кое стана вирално и од јавноста се бара институциите веднаш да ја заштитат жената, која според некои коментари била бремена. На самото видео се слуша како таа се жали од болки и го моли да не ја удира. Лицето било приведено, жртвата одбила да го пријави, но против него е поднесена кривична за телесни повреди. Утврдено е дека машкото лице е АА од Радовиш, кој истиот ден во 9 часот и 20 минути е лишен од слобода и задржан во полициска станица Радовиш. Исто така бил извршен службен разговор и со нападнатата жена во присуство на социјален работник од јавна установа меѓуопштински центар за социјални работи Радовиш, при што таа кажала дека видеозаписот е од јули 2024 година. Од обвинителството вело дека постапката е во тек врз основа на поднесената пријава. Меѓу другото, ќе се испита дали во конкретниот случај постои основ за негово задржување. Јавното обвинителство и истражните органи имаат обврска да постапуваат единствено врз основа на доказите во предметот. Според стручната фила која се занимава со оваа проблематика, во случајот треба да се преземат и мерки за обезбедување на жртвата. Адвокат Катерина Стисниовска вели дека во законодавството е нужно неопходно да се применат начелата од ратификуваната Истанбулска конвенција, според која водењето на ваква постапка не треба да зависи од волјата на жртвата. Изрекување на мерки за безбедност кои би можеле дополнително да бидат заштита за самата жртва, а кои ќе се изречат по основ на самата заштита на самата жртва и тоа не зависи од пријавувањето и желбата на жртвата. Она што зависи во моментот, а треба да биде сменето и е предложено како законска измена, согласно преземените обврски од ратификацијата на Истанбулската конвенција, е тоа дека самото процесуирање и самото пријавување на семејното насилство не треба да зависи од диспозицијата на жртвата, туку тоа треба да представува должност на органите кои со тоа се занимаваат за да биде процесуирано и сторителот да биде казнет и да бидат изречени мерки за заштита. Во меѓувреме излезе ново шокантно видео на кое 35-годишниот радовишенец од како е пуштен од полиција снимил видео со закани кое е објавено на Facebook и веројатно заканите се упатени кон мајката на жртвата која го пријавила. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Директорот на Центарот за социјални работи од Прилеп вели дека голем дел од вработените се на терапија, а дел и на боледување. Нападот од понеделникот беше причина да побараат обезбедување во оваа установа. Од ДУПОС апелираат заштита на социјалните работници да се обезбеди и додека работат на терен. Синдикатот на УПОС и представници на ССМ денеска го посетија Центарот за социјална работа во Прилеп, каде што уште еднаш ја изразија својата поддршка за колешката кон која што пред 3 дена беше извршен обид за убиство додека ја вршила својата должност. Истакнаа дека веќе издвоиле одредена сума на пари како поддршка при опоравувањето на повредената социјална работничка. Ние како синдикат со години наназад единствено барање најважно ни беше за центрите за социјална работа безбедноста на работниците. Дека јавноста мора да знае дека овие колеги позади нас извршуваат многу специфична работна задача со најмаргинализираните групи во општеството. Нивните не е прв пат да бидат физички нападнати, не е ни прв пат да бидат усмено нападнати. Меѓутоа прв пат е на ваков начин странка да дојде во канцелариите и со пиштол да пука намерно кон вработена во Центар за социјални работи. Освен физичка заштита на центрите, побараа и физичка заштита кога социјалните работници излегуваат на терен. Меѓутоа не е работата само да има физичко осигурување на влезот на центрите за социјална работа. Проблемот е кога овие луѓе излагаат на терен, бидејќи на терен имаат најмногу закани и најмногу напади. Овие луѓе имаат едни од најниските плати во државата, немаат додатоци на плата, немаат дежурство платено, немаат приправност, немаат скоро ништо. Директорот на Центарот се надева дека во најскоро време ќе биде реализирано ветувањето на Министерството за физичко обезбедување на овие објекти низ цела Македонија. За жал, повеќето од нас се веќе на примање на терапија во општата болница во Прилеп, некои се веќе и на боледување, така да сега работиме со до некаде преполовен капацитет на вработени, но ќе
Процесот продолжува на работа во центарот. Од Министерството за социјална политика, демографија и млади рекоа дека оваа постапка веќе била во завршна фаза и дека наскоро ќе бил објавен и јавен оглас за ваков вид на јавна набавка. За Сител, Дарко Штарговски. 5 години Македонија во НАТО, благодарност за помошта од сојузниците. Најавените царини на Трамп ги урна акциите на автомобилските гиганти. На 27 март 2020-та Македонија и официјално стана 30-та земја членка на НАТО. Точно 5 години сме полноправен член на Алијансата, а придобивките се јасни. На работен состанок со амбасадорите од земјите сојузнички, министерот Муцунски денеска им се заблагодари за помошта по трагедијата во Кочани. Членството на Македонија во НАТО донесе стабилност и оптимизам во регионот. Земјава останува посветена на соработката со сојузниците и партнерите во справувањето со предизвиците и интегративните процеси. Шефот на македонската дипломатија на состанок со амбасадорите во земјава ја одбележа 5 годишнината од членството во НАТО алијансата. Нашето членство во НАТО внесе оптимизам и има позитивни импликации врз регионот. Во соработка со нашите соседи, заеднички придонесовме во создавањето на нова политичка динамика заснована на добрососедска интеракција, која има за цел да го претвори регионот во синоним за стабилност, развој и економски просперитет. Муцунски им се заблагодари на сите амбасадори за брзата реакција и помошта која пристигна по трагедијата во Кочани и порача дека силата на солидарноста е главна карактеристика на алијансата. Вашиот брз одговор ја покажа силата на солидарност, која е главната карактеристика на нашиот сојуз, а која во овој случај беше демонстрирана од се срце. Овој случај уште еднаш ја покажа важноста на солидарноста која треба целосно и заеднички да ја негуваме како наш главен столб во меѓусебните односи. Нашето патување како држава не беше лесно. Моравме да се соочиме со предизвиците и да преземеме важни реформи, кои и ги исполнивме. Но нашата волја, посветеност и желба за подобра иднина не доведоа до тука каде што сме денеска. По решавањето на спорот со Грција и промената на уставното име во 2020 година на 27 март Македонија стана 30-та членка на алијансата. Полноправното членство беше и една од стратешките цели зацртани во резолуцијата што собранието ја усвои во 1993 година. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Истражувањето на Институтот за комуникацијски студии за предизборниот, изборниот и постизборниот период покажува дека политичарите, политичките партии и функционерите ги креираат штетните наративи, а преку медиумите тие лесно и брзо се шират. Истражувањата се со цел да ја зголемат свеста за штетните наративи и да влијаат врз нивно намалување. Просечен граѓанин кој следи комуникацијски канали на политичари или медиуми дневно може да прочита и по 33 штетни наративи. Ова го покажува истражувањето на Институтот за комуникацијски студии за последните 9 месеци, во кои се опфатени предизборниот, изборниот и постизборниот период. Штетните наративи најчесто ги креираат политичарите, партиите и функционерите, а тие потоа се прелеваат и во медиумскиот простор. Подкопување на доверба во институции. Да, е првиот, а второто е пристрасно селектирање, третото е напади на противникот на лична основа, потоа е поттикнување, подделби, евеги и популизам. Значи, ова се најчесто користените штетни наративи од политичките актери. Интензитетот на штетност најизразен беше кај содржините објавени во онлайн медиумите. Што се однесува до неологизмите кои што се однесуваат на индивидуален и колективен политички актер, тие се однесуваат и на припадници и на власта и на опозицијата тогашни. Со неологизмите кои што се однесуваат на индивидуален политички актер се опфатени вкупно 7 политички актери, а најмногу од неологизмите се однесуваат на Талат Џафери и опфаќаат неколку улоги на Џафери, значи како претседател на собранието, како претседател на владата и како командант на ОНА. Во однос на неологизмите кои што се однесуваат на колективен политички актер се опфатени 3 политички партии, тоа се ВМРО, ДПМН, СДСМ и ДУИ.
Како резултат на истражувањето, ИКС објави и монографија «Наративна стапица. Откривање на штитните наративи кај политичарите и медиумите». Ваквите истражувања според нив се важни за да зголемат свеста за постоењето на штитните наративи, но и да го зголемат притисокот кон оние кои ги креираат и користат. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Во продолжение блог вести од светот.